По неуспехот на последната лидерска средба кај шефот на државата да се постигне согласност околу организирање на предвремени избори, денеска опозицијската СДСМ истапи со понуда за компромис во врска со најспорната точка на која заглавија разговорите, а која се однесува на одмрзнување на сметките на медиумите А1 време Шпици КХР. Социјалдемократите побараа гаранција од владеачката ВМРО, ДПМН и другите владеачки партии дека нема да се донесуваат нови и дополнителни барања и одлуки од страна на несудските органи како што е управата за јавни приходи се до завршување на изборите. При тоа СДСМ, како што соопшти нивниот лидер Бранко Црвенковски, останува уверен во политичката мотивираност на судската одлука со која кривичниот совет го потврди блокирањето на сметките на споменатите медиуми. Со оваа понуда паѓа во вода аргументот на Груевски дека не може и не сака да се меша во судските одлуки, освен ако преку ноќ Горан Трајковски не сака да стане судија, изјави Бранко Црвенковски. Социјалдемократите се подготвени да се вратат во собранието доколку добијат гаранција за ова нивно барање, пошто во рок од 30 дена би се завршила и работата на прочистувањето на избирачкиот список. Бранко Црвенковски денеска на пресконференција предложи изборите се одржат на 26 јуни. Од владеачката ВМРО ДПМН се до испраќањето на овој извештај нема реакција на оваа понуда на социјалдемократите за излез од политичката криза во која се најде Македонија по одлуката на опозицијата да ја бойкотира работата на собранието. Инаку премиерот Груевски денеска е во Брисел на средба со комесарот за проширување Штефан Филе. На средбата, како што е најавено, се зборува и за актуелната политичка состојба во Македонија. Борјан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.